Благодарам, Роберт. Јас ќе се обидам да продолжам таму каде што Роберт застана. Иако сите гледаме во 2014 и се уште размислуваме што ќе правиме дури до 2015 па и натаму. Сите колеги, а и многу од вас тука присутните знаат дека е многу ја сакам историјата и заради тоа мислам дека прво треба малку да се потсетиме што се случи досега, посебно 2013 година. Ќе се обидам да не стојам, ако ви сметам ќе ми кажете. 2013 година беше посебна за Агенцијата за електронски комуникации. Многу работи се случија во 2013 за нас. Некои беа многу успешни, некои беа помалку успешни, меѓутоа имавме доста активност. И мислам дека 2013 година имаме многу работи со кои што може да се пофалиме како регулатор на пазарот за електронски комуникации во нашата држава. И овие неколку минути ќе ги искористам само да се потсетиме, иако сите учествувавте во сите овие активности кои што се одвиваа во текот на овие 12 месеци. Се сеќавате, многу значајно за нашата држава беше исклучувањето на аналогниот сигнал за пренос на телевизиски содржини. Тоа се случи на 1 јуни оваа година. Меѓу првите во, да речем, југоисточниот европски регион го направивме и затоа сме многу горди и многу се фали. Знаете дека таа задача ја завршивме доста координирано со многу учинители од пазарот за електронски комуникации, со policy makerот, со други министерства. И знаете дека за пренос на јавниот радиодифузен сервис задолжен за пренос ќе биде македонската радиодифузија, а за комерцијалните телевизии ќе биде операторот МАН. Операторот МАН ги доби одобренијата за користење на радиофреквенции на мултиплексите кои што се користат за пренос на телевизиски содржини од страна на агенцијата по пат на тендер уште на 15 октомври 2012 година. И сета таа работа не беше поединечна и само за да го исклучиме аналогниот сигнал, имавме некој по-голем интерес од страна на нас като регулатор. Тоа беше добивање на радиофреквенцискиот обсег, кој што го држеа аналогните предаватели во Република Македонија, односно така наречената дигитална дивиденда. И таа со планот за намена и доделба беше резервирана за пренос на податоци од најновите 4G технологија, односно ние го резервиравме за LTE технологија. И нормално, за да не ни остане празен, за да не го чуваме за некаде далеко во иднина, решивме веднаш да го доделиме. Многу сакавме да видиме меѓу првите исто така, и покрај тоа што први се дигитализираме, сакавме да видиме меѓу првите кои што ќе имаме LTE во нашиот регион барем. Иако не првата опција, првиот обид, меѓутоа со вториот обид успеавме да доделиме 3 одобренија за користење на радиофреквенции, кои што можат меѓу другото да се користат и за LTE технологии. Тоа се случи летово, бевме многу бучни за таа работа и уште повеќе ќе бидеме и понатаму бучни. Еден оператор знаеме дека веќе започна со работа, користејќи LTE мрежи. Очекуваме други оператори веднаш да ја следат оваа постапка и да ги потсетам само дека крајен рок на 1 август 2014 година. Ние од тоа чекаме како регулатор. Се надеваме дека ќе има големи поместување и на малопродажниот пазар, односно ќе се, мислам дека ова година ќе видиме нови пакети, ќе видиме нови типови на услуги кои што ќе го раздвижат пазарот уште повеќе. Затоа што, како се сеќавате и од претходни наши јавни состаноци, и сигурно и вие го знаете тие работи, има голем подем на употребата на вакви технологии за пренос на податоци, многократно година по година се зголемуваат и очекуваме нешто така да се случи и кај нас. Само една секунда за подсетување, беа додадени 3 одобренија за користење на радиофреквенции за различни обсези, во обсегот на ослободен од дигиталната дивиденда и во обсегот на 1800 МГц. Бевме доста бучни за оваа работа цела година и мислам дека ќе се напамет ги научивме првите обсези.
Кога зборувавме за ослободување на дигиталната дивиденда, односно исклучување на ларовниот сигнал, многу јасно е дека треба да размислиме зошто се направи тоа и што сакаме да постигнеме. Евидентно е во Република Македонија пораст на преносот на телевизиски услуги, користејќи електронски комуникацијски мрежи. Како што може да забележите, промената е доста голема. Скоро во сите технологии кои што се користат, освен имаме пат во корисниците на кабелска телевизија, меѓутоа имаме големи порасти на IP телевизија, DVB и сателитска телевизија. И така, за една година има пораст од 5,84% на корисници кои што користат телевизиски услуги. Очекуваме дека овој пазар и понатаму ќе се развива. Секако дека имаме тука работи кои што допрва треба да ги завршиме и ние како регулатор, меѓутоа очекуваме и поголемо влијание од страна на индустријата со развој на новите технологии. Од прилика во овој момент, ова е од Q2, значи од вториот квартал 2013 година податок, може да видиме дека распределбата на бројот на корисници на во пазарот за пренос на телевизиски услуги изгледа вака. Сега сигурно во Q3 и во Q4 ќе бидат малку променати. Гледаме дека тука Македонски телеком има дури тука најголемиот удел, користејќи IP технологија. Дури Македонски телеком може треба да се размислува да се прогласи СМП на овој пазар, ама имаме доправа да размислуваме и да разговараме. Многу големи активности и за кои што и цела година се фалевме и уште повеќе ќе се фалиме дури и следната година е регулативните мерки кои што агенцијата ги презеде во пазарот за мобилни комуникацијски услуги. Оваа година успеавме конечно да постигнеме симетрија на цената за завршување на повик во мобилни мрежи, а исто така успеавме да направиме интервенција на пазарот за завршување на SMS во мобилни мрежи. Ова е уделот на пазарот во мобилни комуникацијски услуги, ова е во број на претплатници. По приходи ќе го објавиме со следниот квартал, затоа што така имаме предвидено со нашето упатство. И имам мал приказ како изгледаше цената за завршување на повик, како досегашната цена асиметрична која што постоеше на пазарот од 4 денари за One Gig и 3 денари за T-Mobile, од ноември оваа година се намали на 1,2 денари за сите подеднакво. И од септември 2014 година дури имаме одлучено дека таа цена ќе биде 0,9 денари. Тука на оваа табела, за да не ги буни представниците од Албафон, тие се уште не се регулиран оператор и затоа ги нема на регулираните услуги. Меѓутоа, може би не ќе видиме тоа од анализата, ќе има уште еден четврт оператор кој ќе фигурира на овој график од наредната година. И веќе го спомнав тоа, направивме намалување на цената за завршување на SMS во мобилна мрежа од 75%. Ова неколку пати го повторивме и може би уште многу пати го повторуваме, од ни беше долга битка со операторите, која што ние сметаме дека вредеше да се направи. Мислиме дека и уште повеќе треба да се работи на овој пазар. Знаете, ние формираме посебен пазар за SMS во Република Македонија. Малце дополнивме препораката од Европска комисија за регулирани пазари. Сметаме дека овој пазар, иако сите мислат дека опаѓа, сметаме дека се уште се развива. Меѓутоа има голем ризик, голем предизвик од страна на over-the-top играчите, односно од компаниите кои што обезбедуваат меседжинг на кој да било начин, користејќи интернет технологии. Тие предпоставам дека сите ќе ги користите, както и ние до душа. Меѓутоа, мислиме дека се уште има простор за развој на овој пазар и сметаме дека има уште работа која што треба да се работи на овој пазар, се развива во соработка со сите чинители на пазар. Во областа на интернет, како фиксна мрежа, ова
оваа година не може кој знае колку да се пофалиме дека направиме некоја интервенција. Ние имавме до душа и предвидено анализа на пазарот за пренос на широкопојасен интернет до крајни корисници. Тоа ги опфаќа двата пазари 4 и 5 во препораката од Европска комисија, кај на се пазарите 7 и 8. Меѓутоа, се уште немаме завршена со едната анализа, а другата анализа имаме законски ограничување за сега, затоа што се уште во нашиот закон стои дека тоа е разгразување на метална барица. Очекуваме со новиот закон, затоа што ќе зборуваме тоа да се промени и да може да направиме и таква интервенција на пазарот, што се надеваме дека ќе ни помогне во развој на пазарот во 2014 година. Останува уште пазарот за фиксни говорни услуги и работите што ги завршивме на овој пазар. Ова е уделот во третиот квартал за фиксни говорни услуги. Гледаме дека се уште инкамбентот е доминантен во овој пазар. Меѓутоа, ако гледаме историски, може да се забележи дека неговата доминација опаѓа и тоа со голема стапка годишно. Меѓутоа, не може тука да речеме дека завршивме работата, затоа што има еден друг приказ, тоа е уделот на приходите, каде што се гледа дека се уште уделот на приходите на Македонски Телеком во однос на другите оператори на фиксни говорни кои нудат фиксни говорни услуги е малку поразличен од уделот на претплатниците. И затоа сметаме дека тука се уште треба да се прават некои интервенции, односно да не се тргне регулацијата на овој пазар. Оваа година знаете дека направивме доста активности на овој пазар, имавме анализа на тој пазар, заклучивме дека инкамбент операторот ја менува состојната мрежна инфраструктура, користи IP технологија наместо Circuit Switch технологија која што ја користеше историски назад. И затоа сметаме дека со тоа ќе се намалат нивните трошоци за одржување на мрежата и естествено на тоа и на друга работа заклучивме. Тоа е дека треба да се намалат цените за терминација. И цените за терминација од 1.1.2014 година ќе бидат намалени. Сега ова ги тангира секако сите други фиксни оператори кои што нудат фиксни говорни услуги, затоа што на тој пазар одамна влада е симетрија, тоа значи очекувате во тек на неколку дена, најверојатно до понеделник ќе добиете задолжение да ги изедначите цените со прикажаните цени во фиксна терминација, значи завршување на повик во фиксна мрежа. Тие што се оператори на овој пазар. Цената се разбира е добиена со моделите кои што инкамбент операторот ни ги достави, ние ги верификувавме дека се точни, значи беше работено во соработка со Македонски Телеком. Меѓутоа ние планираме во следнава година или најверојатно дури во 2015 да развиеме собствен модел за NGN мрежи, затоа што се уште сега прво немаме таков модел, второ се уште во употреба ги имат старите централи и ако направиме денеска таков модел, трошоците нема да бидат реалитета за трошоците кои што би биле ако се користи IP технологија. Меѓутоа во наредната година ќе видите дека и тука ќе имаме посебно внимание. Тоа би било се во тоа што се случи 2013 година. Секако има и многу други активности кои што ги завршивме. Знаете дека набавивме нова опрема во текот на 2013 година, со која што секако многу се гордееме и сметам дека уште повеќе ќе подобри нашата работа и нашата одговорност што имаме за одржување на радиофреквентниот простор, чисто за сите кои што сакаат да го користат и кои што си платиле да го користат. Покрај тоа, пак ќе се пофалиме, успеавме да се преселиме во нова зграда, како што кажа Роберт, тоа е вашиот нов дом на телекомуникациите и очекуваме тука секојдневно да бидете присутни и заедно да се трудиме да направиме поголемо влијание на развој на пазарот за електронски комуникации. И гледајќи историјата и како се случувало тоа нашата активност во 2013 година, стигнуваме до новата година 2014. Сега накратко ќе се обидам
дадам приказ, кои се нашите главни цели, кои се нашите главни проекти во 2014 година. Очекувам дека ќе имаме поголема дискусија после оваа презентација, затоа што многу би сакале и ние како регулатор имаме звездни параметри од страна на операторите кои што ќе не позиционираат правилно. Голема промена ќе имаме оваа година во регулативната рамка. Сите знаете, сите вработени лајки, сите кои што работат на овој пазар, дека се изготвува законот за електронски комуникации, кој што очекуваме дека повиси меќерот, односно во случај владата на Република Македонија, по-конкретно Министерството за информатичка општество и за администрација, со голема наша помош го работи веќе подолго време. Очекуваме набрзо да се појави понова верзија, која што предпоставам ќе биде наречена нацрт верзија и ќе биде дискутирана на јавна расправа, која што ќе се базира на регулативата од Европска комисија од 2009 година. Иако сме сведоци дека има нова предложена регулативна рамка од 2014 година, затоа што таа беше предложена во 2013 година, ама очигледно нема да биде изгласана до вторник. Сметам дека ќе биде регулативна рамка од 2014, меѓутоа тоа е може би за некој друг план за работа во наредните години. Таргетот во 2014 година е усогласување со регулативната рамка од 2009, која што веројатно знаете има значајни промени на пазарот за електронски комуникации во однос на регулативата и се надевам дека правилно ќе бидат пресликани во нашето домашно законодавство, првично во Законот за електронски комуникации, а потоа во сите наши подзаконски акти кои што ги изработуваме како регулатор. Во цела ова работа само ќе издам оваа препорака, затоа што не е во рамката од 2009, ама е последица од рамката од 2009. Тоа е препораката за постојани недискриминаторски обврски и трошковни методологии за промоција и развој на конкуренција и зајакнување на услови за инвестиции во широкопојасен интернет. И после ќе видите кај ги имаме толкави имиња и на нашите правилници. Имат мера големи имиња да стават на некоја регулатива. Зашто сакам да одвојам ова регулативна препорака? Таа се однесува на тоа што сакаме да ни биде таргет во 2014 година, како што нашиот директор го кажа тоа. Следната година сакаме да направиме голем број активности и главната цел ќе ни биде промоција на инвестициите во пазарот за пренос на податоци, користејќи супер брзи мрежи од следна генерација. Не сме сигурни точно како функционира на пазарот, ама тоа ми останува 2014 година да го проучиме и да го видиме, а може би би било од оваа дискусија, затоа што оваа препорака е донесена во 11 септември 2013 година и уште не е применета нити во другите европски држави, а ќе биде применета во текот на 13 година. Ние сакаме малце 14-та, ние сакаме малку повеќе да видиме во чекор со другите пазари во Европа и затоа сакаме ако не е друго барем да ја разгледуваме и да ја следиме и колку што може да имплементираме кај нас. Тие што следеа активностите на Европска комисија летото и што учествуваа во ИРГП активностите, веројатно го знаат тоа. Знам дека имавме и презентација внатрешна тука за оваа препорака. Главните насоки се тука дадени, ова изработено од Европска комисија и затоа е толку лоша сликата да е само во PDF документ. Кои се главните насоки? Главно е, ако се продолжи регулацијата на големо продажните пазари за пристап, за мрежите кои што се на старите легаси мрежи користејќи бакарни парици, тогаш ќе треба да се користи bottom-up или loose модел, за разлика од претходниот пат кога беше препораката pure LRIC модели, и дека во рамки на Европска унија цената на local loop bundling треба негде да се сетира од 8 до 10 евра, што за нас е многу
тешко да се постигне, оти сега имаме 3,5 евра за локално. Меѓутоа ќе го разгледуваме тоа. И многу битното за нас, следна генерација на пристапни мрежи, препораката е да не се користат трошечно ориентирани цени, односно да не се поставуваат трошечно ориентирани цени на пазарите за пристап. Во замена за тоа да се користат тестови за техничка репликабилност, односно техничка повторливост и тестови за економска повторливост. Ние веќе имаме тестови за економска повторливост и користиме ама за друг пазар. И ова година ќе се обидеме да го надградиме и за овој пазар, а за техничка повторливост се надевам дека ќе ни помогнат колегите од секторот за телекомуникации и советникот за телекомуникации. Ама исто така се надевам дека и многу ќе ни помогнете вие како чинители на овој пазар. Други активности во регулацијата кои што сакаме да ги направиме за наредната година е токму тоа што го зборав сега, односно ќе се обидеме да наметнеме обврски за пристап до мрежна инфраструктура на пазарите 4-5 или нашите пазари 7 и 8, кои што се внесуваат на битстрим и разврзување на локална јамка и од бакарна парица најпосле да преминеме и на оптички мрежи. Значи тоа посебно обрнувам внимание на Македонски Телеком, затоа што многу е веројатно дека тие ќе имаат регулирани големо продажни услуги на овие пазари, а зависи од сегашната дискусија, денес и во наредните дискусии што ги има тек на 2014 година, може би некои други. Меѓутоа, да почекаме да завршат анализите на пазар 4 и 5 и тогаш ќе дискутираме подетално. Друго што 2014 година сакаме да го направиме, регулација на цените за терестријални преносни телевизиски содржини. Ова многу веројатно после анализата ќе се однесува на цените кои што One билни на пазарот на овој пазар, како единствен оператор кој што нуди таква услуга за комерцијалните телевизии. Нашата анализа е веќе завршена. Има, знаете процедурата како да се прати до Комисија за заштита конкуренција, па да се објави на јавна расправа. Меѓутоа, пошто јас имам прочитано анализата, предпоставувам дека и вие заклучувате дека има регулирани цени. По која методологија останува да се покаже од јавната расправа и затоа 2014 година ќе ни били резервирано. Првата половина барем од 2014 година. Друго нешто што ќе го правиме во однос на управување со радиофреквентниот простор е анализа на потребата од дополнителни мултиплекси на овој пазар, како последица од анализата на пазарот што е направена. Има таму еден заклучок што видите дека може би треба, може би не треба да има конкуренција на тој пазар. Ова анализа посебно ќе спроведиме, се надам колегите од радиокомуникации ќе видат доста активни тука и ќе видиме што ќе заклучиме од таа анализа. А исто така паралелно со тоа ќе направиме анализа за потребата од воведување на дигитална дивиденда 2, популарно која е наречено од ITU и е препорачено да се случи после 2015 година. Меѓутоа сега 2014 ние ќе се подготвуваме да видиме како ако не друго барем ќе гласаме на составот на ITU во 2015 година. Ова е сосема различен од досегашните проекти. Сакаме да направиме подсетка на пазарот за интернет, значи да видиме кои се сегашните ситуации, неговите недостатоци. Сакаме да видиме како се развивал со тек на време историски, како ќе се развива во наредните неколку години и како може да има влијание од нашата регулација на тој пазар. И пак е долго име и затоа го нарековме Мадрид проект, односно извештај. Од мадрите кратенка од првите букви од зборовите што се за овој проект на англиски. Тука очекувам дека сите оператори ќе бидат вклучени. Многу ќе ни значи вашата соработа во овој проект, оти ќе ни даде нас јасен приказ за реалната ситуација на пазарот, а и на насока за натамошните наши активности во овој пазар.
Други проекти кои што се многу значајни за нас во наредната година е употребата на мерната оправа, која што спомнав дека ја купивме и се надевам дека многу ќе ни користи во 2014 година, дека ќе имаме голем број активности од таа област и дека многу ќе имаме ангажман и ние како агенција, ама и вие како оператори. Посебно акцент ќе ставиме на мерењето на квалитет на мрежите и уште посебно на мобилните мрежи. Ако разговарате на паузата со колегите, ќе видите дека последниве денови имаме големи активности во оваа област, односно го ја подручуваме измената на правилникот за мерење на квалитетот на мрежите. И се надевам дека за наредната година ќе имаме здрава регулативна рамка која што многу квалитетно ќе понуди нешто на пазарот за мобилни мрежи. Секако ќе продолжиме со заштитата на правата на корисниците. Во ова заедно ќе ставаме и нашиот веб портал komuniciraj.mk и натаму ќе го развиваме, ќе користиме апликациите, посебно апликацијата за мерење на интернет од мобилните мрежи, која што веќе мислам дека е достапна, ќе биде достапна за приказ на нашиот веб портал, каде што секој граѓанин на Република Македонија ќе може да види како корисниците на својот телефон и целата наша држава си мереле колку имаат даунлоад и аплоад од мобилните мрежи. И се надам дека тоа ќе биде голем поттик, посебно за мобилните оператори, да се грижат повеќе за своите мрежи, да прават повеќе за задоволство на нивните корисници. И нешто што сакаме повторно да се пофалиме и многу ќе биде значајно за нас. Медиумите исто така се фалевме цела есен, дека Роберт Обрановски, нашиот директор, како представник од државите кои што не се членки на Европска унија, е избран за подпредседател на ИРГ и со тоа и на БЕРЕК во бордот на регулатори. Ама самото тоа нашето фалење повлекува и големи наши активности, значи очекуваме дека ќе имаме многу активности во овој дел. Ова посебно важи за нашите колеги, ама исто така ќе важи и за вас како чинители на пазарот, оти ќе ме бомбардираме со разноразни прашалници кои што ќе ни видат како врска од оваа наша активност. Зошто го правиме тоа? Затоа што мислиме дека Република Македонија треба да учествува во изготвување на европската регулатива, иако не сме ние држава членка, ама сикаме дека ќе бидеме наскоро. И заради тоа сакаме активно да ја следиме, да ја креираме и едноставно да бидеме запишани во нивното портфолио на работа. И со тоа може да се заклучи тоа што и Роберт го кажа на почетокот. Ако добро следевте што сакаме да правиме 2014, може да заклучите дека ќе посебно ќе работиме на пазарот за развој на пазарот за пренос на податоци или во инвестирање во брзи, супер брзи мрежи во Република Македонија. Сакаме да направиме значителна промена во 2014 година, со тоа да се подготвиме за исполнување на критериумите предпоставени од страна на Европска комисија со агендата 2020. Многу ќе ни значи тука вашата соработка со нас и се надевам дека ќе имаме кој што и очевидно сега сме имали. После заклучокот нема друго ништо, освен ако има некој да додаде, да искоментира или ако не друго да имаме дискусија од оваа област. Или нема никој? Повели? Никола Войновски од Македонската микрофонот, да. Што иде лайв стрим од јавниот состанок во БЕРЕК, во БЕРЕК и дека го говори на англиски. Само Стокхолм се не, ама Никола Войновски само од че Македонската телеком. Ја поздравувам иницијативата и се добаѓа што за разлика од претходните годишни планови каде што 95% фокусот беше на регулацијата и на развој на конкуренцијата, во овој момент, во овие планови се надевам дека ќе се движиме во таа насока. Има и многу значаен дел, тоа е развојот на пазарот, кој што навистина во овој момент
е многу битен, посебно што нели новите технологии доаѓаат на сцена. Второто е забелешка за презентацијата за фиксна телефонија во 2013 година, каде што правите паралела колку е пазарното учество на инкамбентот во број на линии, односно на приходите, нели и некој вид на заклучок дека тој дел на приходите треба да се работи. Да, Македонски Телеком има повисок дел од приходи, поради тоа што реално настапува со поквалитетна услуга и повисоки цени, и тука треба да биде и фокусот на АЕ, каде што на крај на денот треба да размислуваме како таа пита од приходи на целиот пазар некако да се стабилизира, а не нели делот на инкаментот да се намали и целата пита со тоа не да се намали. Поради тоа што на крај на денот сите знаеме, тоа е можеби тема на после паузата, меѓутоа електрокомуникацијскиот пазар е двигател на општеството, нели на таа дигитална агенда за која што сите зборуваме. Така да не би се сложил со тој ваш заклучок за фиксната телефонија. Да, точно, беше споредено бројот на кршници и приходите. И се согласувам дека не значи дека наша таргет активност треба да биде да ви се намали вас како инкамент оператор приходот, односно да се намали пазарното учество во бројот на претплатници или како и да било. Многу позначајно би било ако се направи равнотежа, ако вие сметате дека заради квалитетот го облагувате тоа, тогаш и другите оператори да го постигнат тој квалитет и на тој пазар да ви конкурираат не само со цени, туку и со квалитет. Една активност е намалување на цените за да не биде повеќе бариера. И се надевам дека до другата година, 2014 година, уште еднаш барем ќе ги намалиме цените за терминација и уште еднаш ќе речеме, сметаме дека ние како е цената за завршување на повик не е повеќе бариера на пазарот за фиксни говорни услуги и ќе остане тогаш наместо само ценовната војна помеѓу операторите, ќе остане битката во квалитет, битката во маркетинг, битката во презентирање на квалитетот и така натаму. Значи, активностите нема да бидат посветени на намалување на вашиот приход, барем не само тоа, ама и за другите активности. Затоа сакаме и да имаме таму. Само уште една реплика, извинете. Така е, меѓутоа, пак го напоменувам временскиот период кој што, каде што индустријата се прекршува со новите технологии. И повторно викам, моментот дали агенциите и регулаторите ќе не притиснат премногу долу со цените за да немаме можност да инвестираме. Е дебатата која што може и после ќе дискутираме. Поради тоа што да, треба да се намалат цените, крајните корисници да бидат задоволни, меѓутоа тоа е краткорочниот момент. Како долгорочно и крајните корисници да бидат задоволни и да имаат квалитетна технологија. Тука е битка. Меѓутоа доколку пазарот со ценово дојде многу ниско поради регулативни и други причини, тогаш се поставува прашањето од каде ќе биде повратот на инвестиција. Така да тие две корелации наистина се значени, регулаторот дефинитивно, вие сте свесни дека да имате некои мерки, има значајно. Надевам дека ќе го постигне следната година тоа, затоа и кажав на препораката за недискриминација. Сметаме дека за време додека се намалува цените за терминација како детектирана бариера од страна на регулаторот за развој на тој пазар, може би треба да се олабори цената, голема понатата цена за пристап до мрежната инфраструктура. Може би нешто друго треба да се направи, но затоа 2014 година ќе имаме што да работиме. Ако го решавме сега на составот, дали некој друг? Благодаря, Телесмart Телеком, единствено сам дека Македонија холселер. Други не познавам да е продолжено пратер. Вие сте ритейлери, значи само холселер, единствено Македонија. И јас нося провокативно денеска ќе наставам. Замислете сега денеска сите оператори да го исклучите YouTube, Facebook и Google. Дали знаете што ќе се деси со крајните корисници? Ќе речат дека нема интернет. Се сложувате дека? Нека има, ама
Това значи нещо друго, дека ние имаме увоз на интернет от 100%, а имаме извоз на интернет от 0%. Било која држава замислите да има увоз од 100%, а да нема извоз. Што ќе се деси со таа држава? Идам понатак, само ова се провокативни прашања некои кои сакам да ги кажам. При таа причина единствено, за да се направи нешто со македонскиот пазар, треба македонските оператори меѓусебно да комуницираат и да работат меѓусебно. Тоа јас не го гледам во Македонија, баш така не го гледам дека секој со секого се гледа како конкурент. Затоа треба тие интерконекцијски договори, значи пилинг, тоа се вика, нели, интернет пилинг во држави, тоа ние требаше да го имаме пред 7 години во Македонија, а ден денес уште го немаме. И во сите држави пилингот кошта 0 денари. Поврзување меѓу оператори, поради една недискриминирачка политика, кошта 0 денари на поврзување. Затоа што ние сме во Франкфурт, и во Виена, и во Амстердам, и во Софија, и во Будимпешта. И сето тоа кошта 0 денари. Одека во Македонија, за да направиш еден интерконекцијски договор, секој си ја цени својата мрежа повеќе него бело злато, а не да тука да стане што едно друго да стане. Така да треба да се фокусираме за операторите, ако сакаме да имаме развој 30 мегабита во секунда, а нели, да не биде интернетот пандан на Facebook, YouTube и Google, треба да направиме содржини. А за да ги направиме содржините, треба прво меѓусебно операторите да комуницираат меѓусебно. Така да има тука можност, ама прво треба да сватиме дека треба да имаме соработка. Нема тука мали и големи, затоа што и Македонски Телеком е мал во однос на Google, во однос на YouTube, во однос на Facebook. Ова е виртуелен свет во кој нема големи и мали. Него има луѓе кои имаат содржина и кои немаат содржина. Ние во Македонија немаме содржина, затоа имаме 0% извоз на интернет и затоа нема да постигнеме ни развој до 2020 година ако не се освестиме дека треба да работиме заедно. Затоа ние предлагаме да, лете, тука е тоа клучната агенција да ги притисне, нели има проект Матрикс, се вика, сите знаеме тоа за поврзување, за интерконекција меѓу операторите, но тоа требаше да биде пред 7-8 години, а ден денес уште го немаме, беше обекано до 3-4 месец оваа година, ќе биде. Така предлагаме да се направи една платформа за содржини, за македонски содржини, да се направи нешто виртуално, а сепак да биде реално. Од интернетот е реалност и сите се на интернет денес. Така да ќе предложиме 2014 едно Welcome to the real life. Така да тоа може да донесе до максимум до 2016 година, Бобило што го каже, победете и гледам кај си, дека да има да корисни 30 мегабита во секунда. Така сите ќе се спровоцираат и да инвестираат и да донесат инвестиции, како што спомна Никола од Телеком, сигурно ќе инвестираат во Македонија. Овака никој не сака да инвестира затоа што ковачот паѓа, континуирано паѓа. Значи, последните 3 години, зборам финансискиот. Така да само можеме тоа да го направиме, за да сакаме развој да имаме, да сакаме да имаме инвестиции во државата. Значи, јас доста комуницирам со странски инвеститори во Македонија, носиме тука, ама тоа е единствениот програм, ако сакаме. А тоа гарантирам дека до 2016 година, не до 2020, дека ќе се направи само да се направи отварање на пазарот. Ние викаме дека ние пазарот отворено уствари, ние сам не е точно. Така да рокам да реалај. Роберт? Ајде. Да се вклучи Баже во Мадрид проектот. Сите се помогат. 5000 евро месечно. За учест. Јас сум момчето на Македонски Телеком. Па го слушам Баже што говореше, тоа е сето окей, само едно прашање имам, како пирингот ќе придонесе или ќе мотивира генерирање на контент во Македонија, што би го извезувале потенцијално, тоа е едното прашање. И второто прашање е дали и кои се примерите на земјите кои што во свет или нас не ги увезуваат Google, YouTube и останатите, да речем, провайдери, а имаат извоз на своји содржини. Ја не знам, би замолил некој има од присутните, пошто сите се стручни во овој дел, малку да ми подобри. Ај, ќе се обидам малку да одговорам на прашањето. веднаш, само да кажам јас. Една секунда.
Агенцијата знаете дека не регулира цената како вие ќе си ги продавате интернет податоците, пошто тоа не е регулиран пазар, тој комерцијален договор, дали си наплатите, дали не си наплатите. Ние регулираме цената за терминација на договор, регулираме пристап до мрежите. Секако може да помогнеме во вашата соработка во тој дел и ова сега што се случува е еден дел од тоа. Можеме да помогнеме и со, како што кажа Роберт, со Мадрид проектот, секако. Сакаме да учествуваат сите, за овој дел со инвестициите, мислам дека втори ова панелот што е следен после ова е точно за тоа ќе разговара. За односот помеѓу мрежните оператори и ОТТ играчите на пазарот за електронски комуникации. Ама, ајде, Чанчио. Лошо се разбрате, не реков дека да ги нема Google, YouTube и Facebook, нели? Реков замислете да ги нема, така? Така да, овој го нема пример никаде во ниједна држава, ќе бидеме прва држава со ваков пример што ќе го направи тоа. И гарантирам дека ќе бидеме поголем извозник, иначе Google, YouTube сигурно некој ги извезува, така ако замислиме. Значи ги извезува и Америка, ги извезува и Германија, ги извезува Европска унија, а ние само ги увезуваме. Зашто и ние да не ги извеземе? Това беше поентата од целата приказка. Ако имаме добра содржина, секој ќе извезува. Може би треба да се размислува стартап компании за такви содржини. Може би по-добро ќе беше ова да го поставим пред Министерството за информатичко општество како прашање. Ние би направиле се што можеме ние да направиме, секако, ама нашата помош тука би била само во однос на поттикнување на вашата соработка. Не можеме ние да развиваме содржини. Сепак е тоа работа на комерцијални компании кои што работат на пазар. Знам дека не е лесно, ама исто случај се случува во Европа. Сите што ги разговараме сега компании, односно истата компанија е Google или YouTube, проблем е како и за нас, така и за остатокот на светот што е надвор од границите на САД. Истиот проблем се соочува цел свет. Меѓутоа, ќе видите од презентациите дека може би некаде се следуваат на поимен начин. Ама тоа ќе остане на наредниот панел. Ајде. За белешка не треба Google да го гледаме како противник, него како пријател. Значи не е проблем, тоа е една работа. И тоа работа треба да сватиме дека за многу брзо време во Македонија, односно таа светски тренд, и не може Македонија да го избегне дека има само два типа на оператори. Едните ќе се викаат инфраструктурни оператори, а другите контент оператори. Тоа треба да го сватиме јасно, тоа беше провокацијата од моја страна денес.